Драматично се шири бројот на новозаразени откако вториот бран на коронавирусот ја погоди Европа. Земјите ги заоструваат рестриктивните мерки, а дел од нив воведуваат карантин. Во Британија премиерот Борис Џонсон прогласи едномесечен карантин, откако бројката на заболени во земјата надмина 1 милион. Остануваат отворени училиштата и колеџите, како и универзитетите. Во Словачка повеќе од 1 милион жители се тестирани на вирусот. Амбициозниот план за тестирање на мнозинството граѓани е прв во земја со таква големина, каде ќе се овозможи да се идентификуваат и изолираат доволно заразени лица за да се избегне строг карантин за останатите. Тестирањето е бесплатно и доброволно. Се преполнуваат болниците во Белгија, која од вторник најави враќање на националниот карантин. Оти оваа земја има една од највисоките стапки на смртност од COVID-19 во светот. Од понеделник продавниците, фризерските и козметички салони се затвораат, освен маркетите и аптеките. За основните и средните училишта есенскиот распуст е продолжен до 16 ноември. Во Германија приватните собери ќе бидат ограничени на 10 лица, од најмногу 2 домаќинства. Рестораните, баровите, театрите, кината, базените и вежбалните ќе бидат затворени, а концертите откажани. Професионалните спортски настани ќе се одржуваат за затворени врати. Училиштата и градинките остануваат отворени. Франција е во вонредна состојба. Луѓето ќе може да ги напуштаат домовите само за да одат на работа, на училиште или за други суштински потреби, вклучувајќи едночасовно вежбање. Патувањето меѓу регионите е забрането. Баровите и рестораните се затворени. Не сме и излегување надвор од земјата. Во Шпанија вонредната состојба ќе остане на сила до 9 мај година. Границите меѓу регионите може да се затвораат. Луѓето во сите региони мора да останат во домовите од 23 часот до 6 часот наутро, освен за да одат на работа кога купуваат лекарства или за неопходна грижа за постари лица или за најмладите. Италија воведе нови рестрикции на 26 октомври и ќе траат 1 месец. Сите барови и ресторани мора да бидат затворени во 18 часот. После 18 часот може да се служи храна и пијалоци за носење. Вежбалните, базените, театрите и киносалите се затвораат, но не и музеите. Собери за свадби, за крштевање и за погреби се забранети. Училиштата и работните места остануваат отворени, но многу средни училишта треба да се префрлат на онлайн настава. Соседна Грција, иако не е типичен пример за локдаун, во градовите Солон, Лариса и Родопи од северниот дел на земјата влегоа во така наречена црвена фаза. Се затвораат кафулињата, рестораните, кината, театрите, судовите, археолошките локалитети и музеите, фитнес центрите. Отворени ќе бидат продавниците и училиштата.